Повеќе проекти за ремедиација на Велешката почва најавуваат од Министерството за животна средина. Оттаму велат дека присуството на кадмиум во неа е се уште далеко над нормалата и токму затоа со акции како минато неделната за засадување на рози ќе се работи на чистењето на загадената Велешка почва. Значи има места на кои што има повеќе, на кои има помалку. Факт е дека има од работата на топилницата, ние тоа не го криеме и ќе преземаме мерки со кои што тие работи ќе ги санираме. Една од мерките е токму и засадувањето на розите како форма на фиторемедиација и затоа токму Велес се таргет општината, односно општината во која што ние како Министерство за животна средина најмногу се насочуваме. И во пролета и во есента во сите јавни површини розите и сите останати садници кои што извлекуваат тешки метали ќе бидат засадени во огромен број. А тоа ќе го следиме и преку форма на пасивна ремедиација, така да, како што кажав, од моментот натаму ќе следат во соработка со градоначалникот многу такви активности. Липиткова рече дека од градоначалникот ќе бара и големо залагање за чување на штотокот за садените рози. Чедиев пак вели дека очекува разумот кај велешини да превладее над практиката од минатото на откорнување на садниците од јавните површини. Значи ние се во нашите можности ќе сториме да се зачуваат, меѓутоа сепак тоа зависи и од свеста на нашите сограѓани. Ја верувам дека и знам дека е она на високо ниво и не очекувам да има повторно такви несакани случаи. Во секој случај ние ќе се обидеме повторно и имаме добиено веќе тендерска постапка, завршена постапка, исто како минатата година, дури и повеќе средства предвидени оваа година за сето тоа да го покриеме и да Велес повторно има еден лик кој што имаше минатата година. Чедие вели дека предвидени се и казни за потенцијалните кратци на розите. Од Министерството за животна средина пак велат дека последните испитувања покажуваат големо количество на кадмиум во почвата и затоа планираат преземање на повеќе мерки и проекти за негово отстранување кои ќе бидат објавени по завршувањето на изборниот процес.